Почитувани дами и господа, почитувани делегати, почитувани гости, добро дојдовте на првиот конгрес на Партијата за демократски просперитет на ромите. Денеска се собравме со цел да направиме избор на ново раководство на првата политичка партија за демократскиот просперитет на ромите од источниот дел на државата, која е основана во месец април 2019 година, каде како прв председател е избран господинот Аксел Ахмедовски. Во интерес на времето, почитувани и официјално да започнеме со работа на конгресот. Ви посакувам многу успех. За нов почеток бираме записничар. За записничар. Добро, констатирам дека предлогот за Мустафа Алимановски како членови на работно има ли место? Како што реков, ги повикувам дали првата точка во избор на председател за Партијата на демократски просперитет на ромите. Дали имате некој предлог за председател на партијата? Аки Појле. Почитувани делегати, добар ден на сите. Сакам од моје име да го предлагам за председател на партијата повторно Аксел Ахмедовски. До сега се извршуваше работа професионално и мислам дека од сега натаму пак и се извршува работа професионално. Од тој име сакам и од моје име и од ваше име да го предлагам Аксел Ахмедовски за председател на партијата ПДПР. Дали имаме некој друг предлог? Констатирам дека немаме. Ке ве молам, предлогот го ставам на гласање. Повелете, гласајте дали Аксел Ахмедовски да биде председател на партијата за демократски просперитет на ромите. Благодарам. Гледам дека едногласно е избран. Честитам, господине Ахмедовски. Сега одиме на втората точка и со ова ќе го заокружиме. Треба да предложиме член за подпредседател на партијата за демократски просперитет на ромите. Ако имате некој предлог, повелете. За подпредседател Аксел и така ќе го повикаме да земе збор. И он ќе предлага. Тоа нека предложи, јас да си завршим работа. Добро, бидејќи мандатот на нас не е завршен до 5 април и сега сме соберени тука да направиме ново раководство со председател, подпредседател од Централен одбор и другите органи кои што ќе треба да ги бираме во наредниот период. А имајќи во предвид дека во досегашниот период функцијата за подпредседател ја обавуваше Аки Акилов од Кочани, сите ја знаете неговата тежина во работата на самата партија, неговите на искрени честни намери и борбата за правата на заедницата, па и на граѓаните на Република Северна Македонија во Советот на општина Кочани ја следите, сигурно дека оди со полн елан. Ние го нарекуваме во партијата дека е булдожер во партијата и од тука го предлагам него повторно за подпредседател на партијата. Значи, Аки Акилов како еден предлог кандидат за подпредседател на партијата. Дали имате за предлог некој друг кандидат? Ако нема, го гласам предлогот Аки Акилов за подпредседател на партијата. Ви молам со откривање на рака да гласаме. Благодариме. Едногласно усвоен. Ви честитам, господине. А сега за крај, значи рековме дека ќе
почитувани членови и делегати на партијата, почитувани гости. На почетокот сакам да ја изразам мојата огромна благодарност за довербата која ми ја дадовте повторно за избор на председател на партијата, како и при самото формирање. Истовремено изразвам голема благодарност за довербата што ја дадовте за повторен избор за подпредседател на партијата Ајда Џуров Кочани, синонимот за ажурната и искрена политичка борба за правата на нашата ромска заедница, чијашта активност, борбеност, умотривност и искреност е позната и е цената не само во околината, туку и низ државата. И чија посебна тежина родила со плод кај населението во било момент кој изискува посебни предизвици. Ова се најверојатно квалитетите кои ги оценивте за подршката што ја дадовте како на него така и на мене. Ваквата идеја за формирање на партијата постоеше уште поодамна, но во тој период пред 4 години истата таа идеја се акредираше и партијата е формирана во насока преку партиско политичко делување да се излезе во пресред на правата и интересите пред се на ромската заедница и на останатите граѓани кои се под посебен социјален ризик. По самото формирање на партијата, истата зеде активно учество во неколку изборни циклуси и навистина даде свој огромен принос како за председателските, така и за парламентарните и локалните избори и приносот е особено значителен за време на парламентарните избори, кога сегашното мнозинство, односно владеачката гарнитура ја освои власта и искрено се надевавме дека Министерството без ресор, надлежно за спроведување на стратегијата за роми, ќе освои, но за жал денеска владеачката гарнитура решила да вукне ова значајно источничко битно место за ромскиот етникум и со тоа сме онемозможени да имаме директно учество во креирањето на политики од интерес на ромската заедница. Поради тоа, во периодот со следи, ќе застапуваме повторно активирање на ова дело или да се формира сектор во склоп на Министерство за политички систем со степен на автономност. Од формирањето на партијата, очекувањето од нашето делување беше огромно, но за жал ковид кризата, случувањето со меѓусоседскиот договор со Бугарија и енергетската криза не дозволија простор да ги наметиме нашите програмски залози. Во фокус беше здравјето на граѓаните, намалувањето на штетите и намалувањето на последиците од енергетската криза и конфронтацијата на големите партии, кој нешто негативно се рефлектираше на нашите делување. Она што успеавме да го постигнеме со сегашниот коалиционен партнер, сигурно ќе кажете дека не е доволно, а кога народот тоа зборува, овој факт има голема тежина. Со одвојувањето на двете советнички места на локално ниво и мојата позиција на централно ниво, успеавме да ги приближиме и наметнеме во интерес на заедницата мерките од Агенцијата за врбување, да дадеме принос во домувањето преку ангажирање на нашите активности, преку нашите активисти и да се намали јасно помеѓу најсиромашните и останатите. А доколку имавме 5 советници, како што беше договорено, кои за жал не ги искористивме заради нашето можеби неискуство и пропусти во комуникациите, секако придобивките ќе беа далеку поголеми и повидливи. Сигурни сме дека со изборот на сегашното раководство и стекнатото претходно политичко искуство во иднина успешно ќе ги застапуваме интересите на нашата заедница преку принципи на отвореност, инклузивност и посветеност. Уште еднаш благодарам